деца во државата. Алармантна е ситуацијата со злоупотребата на деца преку интернет, особено од страна на педофилите, кои најмногу атакуваат преку социјалната мрежа Facebook. Според првата детска амбасада во светот меѓаши, иако годинава во Македонија биле регистрирани само 2 случаи, предупредуваат дека вистинската бројка е многу поголема. Hey, check this out. Is that Chloe? Yep. Алармантна е ситуацијата со злоупотребата на деца преку интернет, особено од страна на педофилите, кои најмногу атакуваат преку социјалната мрежа Facebook. Според првата детска амбасада во светот меѓаши, иако годинава во Македонија биле регистрирани само 2 случаи, предупредуваат дека вистинската бројка е многу поголема. Познат е случајот со 14-годишната тинејџерка, чие прво сексуално искуство беше пренесено на интернет порталите, а во вториот случај биле злоупотребени фотографиите од 7 и 8 годишни разголени деца, кои се објавени на Facebook профилите нивни или пак на нивните родители. Педофилите толку се продорни што наивноста ја користат до таа мерка што се представуваат на нивна возраст, ја стекнуваат довербата во континуитет, а децата бидејќи се отуѓени и осамени, не водат доволно родителите сметка за нив, не разговараат доволно со децата, не изразуваат доволно својата љубов, внимание, образованието не ни е доволно воспитно, нема доволна работа на терен со децата, социјалната мрежа на виртуелен начин ја гледаат како начин на комуникација, на споделување на своите проблеми, дилеми со кои се среќаваат секојдневно. Токму педофилите, сајбернасилниците ја користат оваа наивност и има случаи кога закажуваат средба и ги злоупотребуваат децата. Затоа постои забрана дека деца под 15 години не би требало да имаат Facebook. Ние имаме информации дека децата, значи од непосреден контакт со децата, дека меѓусебно деца од трето, второ одделение се снимаат по тоалетите во училиштата, се снимаат меѓусебно затоа што го сметаат дека тоа е забава. Родителите најверојатно имаат еден пропуслив модел на и родителска одговорност, со цел да ги заштитат децата и да бидат полиберални, им дозволуваат некои си работи без да им постават граници. Значи, слободата има граници, родителите одговорност и должност да постават граници и да ги заштитат децата од интернет и од Facebook. Значи, апелираме дека родителите, наставниците и децата да не постираат најразлични слики на Facebook и на другите социјални мрежи, затоа што истите можат да бидат искористени. Особено слики каде што децата се мали, разголени, од годишните одмори и така натаму, бидејќи истите тие ќе бидат злоупотребени од страна на психички оболени лица, педофили, за детска порнографија, проституција и така натаму. Кога веќе ќе им се постира сликата од нивното дете. Пуснам тоа и да реагираме, институциите да реагираат. Во тој случај пак тоа дете е обележано и виктимизирано, меѓутоа работата е во тоа што многу повеќе може да се случи. Родителите треба да знаат дека имаат и законска одговорност покрај родителската одговорност да ги заштитат своите деца. Значи, затоа уште наш апелираме, не им отварете Facebook профили на децата на несоодветна возраст, не постирате слики од вашите деца на Facebook профилите, затоа што сепак Проблемите со кои се соочуваат децата и младите на интернет и нивната злоупотреба, за која тие честопати не се ни свесни, е дополнителен мотив за првата детска амбасада во светот меѓаши да иницира нови активности во насока на поддршка на решавање на овој сериозен проблем. Оттаму велат дека во борбата против сајбернасилството клучна е едукацијата, а за таа цел, заедно со амбасадорката на Австралија Хелена Стадерт, го промовира австралискиот филм со наслов Обележан. Филмот е изработен од страна на Австралиската институција за комуникација и медиуми и е дел од планот на владата на Австралија за заштита од сајбернасилство. Станува збор за филм чија цел е да ги едуцира децата и младите луѓе за злоупотребата на интернет меѓу врсници, како и за начините како да се заштитат себеси во комуникацијата на интернет. Покрај филмот, изработена е и веб страница на која се достапни информации за тинејџери, за родители и за наставници. http://cybersmart.gov.au/target/. Со одлука на регулаторната